Денеска во Кавадарци беше одбележан денот на противпожарната заштита на Македонија. На пригодна свечност во територијалната противпожарна единица беше организирана презентација на опремата со која располага пожарната, а пред тоа низ улиците на Кавадарци продефилира сите возила со пожарникари со цел граѓанството да се запознае и да види каква е моменталната заштита од пожари кај нас. Во своите обраќаи на свечоноста денеска на самата презентација на опремата со која располага, командирот Александар Чадамов ги потсети сите присутни јавноста за основањето на противпожарната заштита во Македонија во периодот на крајот на 19 век во Битола, потоа потсети на основањето на првата противпожарна единица во Кавадарци 47 година, изградбата на сегашната зграда 54-55 година минатиот век и ланското комплетно реновирање и така натаму. Пожарникарство, благородна професија за граѓаните, не баш така лесна професија за пожарникарите, меѓутоа служиме народу, нели, како што рекле. Во историјата на Република Македонија, че спомнам, на овие простори, пожарникарство првпат е забележано како организација во 1836 година и тоа во градот Битола. Во тој период градот Битола бил најразвиен град во оваа околина, да речем во Република Македонија. Тогаш Битолската, познатата стара Битолска чаршија, бил еден од најголемите трговски центри во Македонија, дури поголем од Скопје, според некои информации. Во 1836 година, на таа просторија, таа позната чаршија тогашна, во турско време, значи избунал многу голем пожар. Пожар кој што сограѓаните не можеле да се справат со него и за жал имало големи последици. Како од економски ефект, така и неколку повредени. Пошто настана пожар, тогашниот турскиот вазал во тој дел многу се налутил и дал наредба подитно да се организира тим, екипа од млади, искусни дечки, силни дечки кои што можат да одговорат на таков сличен предизвик што би се случил во иднина. Така да по негова наредба направена е таа мала екипа, потрудени се, донесени се тогашни пумпи кои што можело рачни да се средат. Од тогаш наваму, значи настанатата првата противпожарна единица во просториите на Република Македонија. Од тој момент наваки, од Битола, тоа сите го прифаќаат и другите турски вазали, така да пожарните единици полека се шират низ целата Република Македонија. Значи за нас, за Република Македонија, границата Република Македонија, или се извинувам, Северна, најзначајна е таа дата, значи 20 мај, денот на настанот на пожарот и донесувањето на одлука за да се формира противпожарна единица. Во бивши југословенски простори датата била 27 мај, таа си има некој друго значење, тогаш била некој за воениот период пожарникарите на тој ден, на 27 мај, направиле една добра организација, еден многу добар познат против напад, кој што на фашистичките сили тогашни, кој што направиле многу добар резултат, многу со добри последици. Така да Југославија после војната го преземала 27 мај. 27 мај се славил за денот на пожарникарите се до осамостувањето на Република Македонија. Значи од 90-те години наваму, значи Република Македонија, владата тогашна Република Македонија, баш поради овие историски случувања што биле на овој ден, се одлучиле денот на пожарникарите да биде 20 мај. Во град Кавадарци, територијална противпожарна единица, значи првпат се организира како таква, значи со професионални противпожарни лица, пожарникари, со опрема за такви. Први комуникации, првите знаци што ги имаме за овде и пишани документи, се 47-48 година. Првата пожарникарска единица била сместена позади хотел Балкан, денешен што го имаме, тоа е ресторанскиот дел или спроти библиотеката Феткин. Тоа е според кажувања од постари пензионери што служеле тој дел, кој што нешто ги држи паметењето. Така да првата пожарникарска единица од 47-48 година до 53 година, односно 55-56 кога се завршува со изградбата на овој објект кој што сме денеска. Значи овој објект е започна со изградба 1953 година, а завршен е со изградба 1955, веќе се вселени пожарникарите тука и е комплетно завршена 1956 година. Во тој период, во тие години, била добра зграда, убава зграда, со многу простории кои што некои, да не речам дека били неискористени, така да тогашните локални власти решиле дел од просториите да служат како училници. Така да горниот дел бил училница, доста лица и комшиите што се одека завршиле почеток на школата тука во овој објект. Сега, во меѓувреме нема никакви, да речам, маневрирања, поголеми или помали.
се служи се нормално, да речам, се до 1974 година. Значи без некои последни вработувања, без некои поголеми инвестиции. Во тој момент територијалната противпожарна единица се имала само едно возило. Тоа било тогашен Форд, моторно возило Форд, кој што имал можност за капацитет за вода само 2 тона во тој момент. Значи, Фордот во меѓувреме се расипува, се набавуваат ново возило, наречени пионери, некои чешки возила биле, според некои информации што ги добив, тие биле бензинци, тешки за одржување, баш поради таа причина се настануваат и многу големи дефекти, така да локалните власти одлучуваат тоа да го променат, ги отуѓуваат, односно ги продаваат на приватни лица и набавуваат нови ФАП, тогашни ФАП 12, што моментално се уште веќе го нема. До 1974 година, значи поголеми промени нема. За жал, после еден немил настан што се случи во градот, тоа е тоталното изгорување на стоковната куќа во Кавадарци. Значи таа се пале некаде околу 31 октомври, ако не се лажам, 1974 година. Тогаш малата бројка на пожарникари, кои што според сведочења мислам дека биле 8 пожарникари само, едно моторно возило, кој што за жал и пумпата во тој период баш во тој момент не работела, така да водата од цистерната камионата испомпувале со рачно моторче Томос. Таа штета што настанала не му била нити на пожарникарите мила, нити на локалните власти, како и на граѓаните во секој случај. Така да тој период, таа ситуација почињат поголемите движења во противпожарните единици во Кавадарци. Од тогаш навеќе, значи, од тој момент локалните власти забележуваат што значи современа и подобро организирана противпожарна единица, така да првите инвестиции настануваат после овој немил настан. Се порачуваат, се набавуваат две нови возила, тоа е ФАП 13 и ФАП 15, кои што за среќа ги имаме се уште до ден денеска, уште ги користиме, редовно ги одржаваме, возилата се во стварно добра функција, стари, меѓутоа доста корисни. ФАПот 15 е дадена употреба во Комналец, во добро состојба, се користи се уште, така да во тоа време првите набавувања на тие возила се случени во 1976 година, после случувањето нови настан. 2 години подосна, 78 година е набавено уште едно моторно возило, камион, тоа е Застава 640, кој што подосна е предадено за употреба во село Росуман, како позајмица. Меѓутоа, во меѓувреме тамо се расипува и веќе трагата останува тамо во село Росуман. Во 1900 одиме, значи, историска за набавување за сите придвижувања на оваа станица, нели? Од преселувањето тука 56 година, како што спомнав претходно, новите набавени возила се 94 година на Лава Нива, кој што е набавена специјално за шумски пожари. Во тој момент се случуваат доста шумски пожари, противпожарните единици со тие возили што ги имале тогаш не се баш во ситуација да може да помогнат на шумско стопанство, така да набавене 94 година на Лада Нива. По-добрата набавка за подобри возила веќе случуваат во 2009 година, кој што благодаричи на Ротари клубот се донира едно возило Волво. Волвото е донација до Ротари клубот, тоа не е за противпожарна заштита, тоа е за технички интервенции. Тоа е специализирано со специјална опрема внатре за сообраќајки или било какви други непогоди. Има носил само на 2 тона на вода. Така да неопходно било потребно набавување на подобро и поубаво возило. За среќа веќе во 2010 година од страна на Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија е набавено моторно возило камион ДАФ, кој што служи за навално возило. Тоа е специализирано возило за противпожарна заштита, има опрема и со поголема носивост на вода веќе од 4 тона. Тоа возило се користи како навално возило, значи тоа е прво возило во било кое сообраќајна или пожарна несреќа. Веќе понатаму, тоа 2010-та веќе, од тука наму веќе нема никакви придвижувања, како старите пожарникари веќе не до првата генерација веќе напуштаат пожарната служба, се одат во пензија, придвижувања нема никакви, така да бројот на пожарникарите се намалува се повеќе и повеќе и за жал стигнува некоја си бројка за веќе многу поголем град од 11 пожарникари и се така останува се до 2018 година, кој што се случуваат првите поголеми придвижувања во пожарна, благодаречи на градоначалникот или се случуваат после изборите, локални избори на градоначалник господин Митко Јанчев, каде што тоа се случуваат веќе мината година 2018 најголемите придвижувања во, ако веќе зборуваме за поствојниот период во историјата на територијалната противпожарна единица во Кавадарци. Тука веќе се набавуваат 16
се вработуваат нови 16 пожарникари, професионални пожарникари, се набавува прв пат, значи после 40 години и повеќе професионална заштитна опрема за нив. Поголем број на материјали кои што можеме ќе ги презентираме, после ќе ги објасниме значењето на сите тие, се набавуваат минатата година, значи 2018 година. Дел од неа пристигната сега во 2019 година и дел од неа чекаме да се пристигнува во секој момент. Значи имаме доста порачки, се очекува да пристигнат. До крајот на оваа година очекуваме веќе да бидеме со бројки и со противпожарни опрема веќе искомплетирани. Како што спомнав, годината 1955 кога првпат е внесена, првото реновирање ова пожарна веќе го доби после, јас би рекол, 60 години, комплетно реновирана внатрешната зграда и изградени се овие нови гаражи кои што би ни беа, можам да речам, неопходни за заштита во зимскиот период. Благодарение на оваа изградба што имаме сега, значи зимниот период цистерните може да ги чуваме полни, за разлика од претходно кои што моравме да ги празниме, па да ризикуваме бидејќи водата замрзнуваше, нафтата замрзнуваше. Сега тие проблеми веќе ги немаме. Значи апсолутно сме покриени со возила, можеме безбедно да ги заштитиме лив, имаме комплетно прекрасна опрема за нас. Опремата пристигнува. Јас морам и јавно да се заблагодарам, сето тоа е благодарение на господинот Митко Јанчев, началникот и советот на град Кавадарци, а и да не ве заборавам бизнис сектор во Кавадарци кој што немилосрдно морам да кажам дека ни помага. Ви благодарам на сите. Прво можам аплауз од моја страна спрема вас. Без ваша поддршка тоа не би можеле да го постигнеме и се надам дека соработка ќе ни продолжи и во иднина. Во обраќањето на градоначалникот Митко Јанчев пак тој ги потенцираше преземените зафати во изминатиот период со кои противпожарната територијална единица се комплетира како кадровски, така и материјално-технички. Пред се реновира и постојната зграда на пожарниот дом, урбанистички уреден дворот, изградени се нови гаражи, потоа на конкурс се примени 16 нови пожарникари, така што со комплетниот кадровски потенцијал сега истата број 26 пожарникари. По пат на донација и поддршка на бизнис заедницата се обезбедени неколку специјални возила, а набавена е и нова опрема за интервенција. Со оваа територијална противпожарна единица се целосно обновени и подготвени за действување на терен сите функции на заштита на материјалните добри на граѓаните од општината и надвор од неа. Со интервенциите досега се виде оправданоста и инвестирањето во скоро 10 милиони денари, а граѓаните може да бидат сигурни дека над градот грижливо бдее службата за противпожарна заштита. Прво да го честитиме денешниот ден, 20 мај, денот на пожарникарите. Ја би го започнал мојот говор со еден поздрав до пензионираните пожарникари кои се тука денеска присутни, една благодарност за нивната хуманост и за целокупното работење во пожарната територијална единица Кавадарци. Исто така сакам да благодарам на сите оние кои што максимално не поддржаа во нашите идеи спроведување на реновирањето на пожарната, на купувањето на новата опрема, а тоа е Дирекцијата за спасување, тука е ЦУКот, Дрекстремајер, Екстрабус, Машинокоп и сите други компании и организации хуманитарни кои што немилосрдно и со добра волја помогнаа во делот на ова денеска да го поседуваме, да го имаме како противпожарна единица за доброто на нашите граѓани. Исто така сакам да се заблагодарам и на сегашните пожарникари кои се активни и работат секојдневно за нивната успешна работа, за нивните успешни придонеси. Имавме неколку случаи 2018-19 година каде што нивните покажување на вештини и спречување на пожарите покрај тоа луѓето што имаат штета завршува и со аплауз, така да даваат се од себе. Граѓаните тоа го гледаат и мислам дека ќе се трудиме понатака да имаме уште поспремна екипа за да одговориме на сите предизвици. Нормално како градоначалник под директна ингеренција како противпожарна единица максимално ќе се трудиме да тоа го дигнеме на повисоко ниво и сегаш да бидат пожарникарите она што треба да бидат како што е во цел свет. Како општина тоа го препознавме уште на првото доаѓање на функција дека слаба карика не е противпожарната единица и затоа општина Кавадарци минатата година вложи околу 10 милиона денари во изградба на овие објекти, во комплетна реконструкција на куќата на пожарникарите. Ова јас би рекол дека е нивен прв дом, а дома дека му е вториот дом, за тоа што повеќе време поминувате тука. Уште еднаш благодарам за целокупната соработка, за целокупниот бизнис сектор, поготово и за полициската станица и за сите оние кои што навремено заеднички ги решаваме проблемите и се надевам дека до година ќе бидеме уште поспремни и подобри во делот на организацијата.